Neotkrijena civilizacija. U 1989. godina, ušte 12 godini istražuvanja i terenska rabota, Andronikus najde druga grobnica. Sena se sootkritijето на оваа гробница и сознанијата што ги добивме од неа се разнишаа темелите на една од најфундаменталните поставки на класичната историја, дека славата на грчката култура се сретнува само на југ, околу старите градови држави како на пример Атина. Македонија, далеку на север, била занемарувана како назадна и неразвиена, зашто постоеле многу малку археолошки податоци за природата на македонското општество. Така, овие локалитети лежеа закопани длабоко под земја, целосно заборавени, се додека во 1850 година еден авантуристички настроен француски археолог Леон Хезе не тргна со намера да ги истражува пределите преку Олимп. Тој тргнал на север и патувал се додека не пристигнал до малечкото село Палатица во близина на денешна Виргина. Таму случајно наишол на една разурната црква, изградена од стари камени блокови и столбови. Ова откритие го привлекло неговото внимание и продолжувајќи ги истражувањата во околината на црквата, тој успел да ги најде контурите на една широка, голема градба од класичното време. Урнатините во Вергина јасно укажуваат дека во минатото Македонија била многу повеќе од варварска провинција. Езе открил кралска палата околу која постоел град закопан под земја. 90 години подоцна Андроникус го согледал огромното значење на обсервациите на Езе. Тој го сватил огромното значење на овој локалитет. Вредно е да прочитаме еден цитат од неговата прва книга, издадена во 1876 година. Дали оние што ќе истражуваат земјата по нас, ќе сакаат да ги истражуваат овие енигматични остатоци, да трагаат по контурите на конструкциите закопани под земја? Искрено се надевам дека ќе биде така, ако навистина постои можност да се открие мистеријата со која обвиткана историјата на Македонија. Сигурен сум дека таа лежи по ридовите на Палатица. Без разлика на името на овој непознат град, важноста на неговите урнатини за Македонија е од исклучително значење. Овој цитат навистина е полн со пророштво, бидејќи по стотина години резултатите од истражувањата покажуваат дека ова место е навистина многу важно. Од него дознавме многу нешта за историјата и за културата на македонците. Големото значење на локалитетот што го открија Андроникус и неговата екипа ја претвори Вергина во примамливо туристичко место, а Андроникус во општо позната јавна личност. Но во годините веднаш по војната состојбата беше сосема поинаква. Андроникус во напорите да дознае повеќе за загубениот град, практично беше сам и работеше со мошне малку средства. Тој сметаше дека најинтересниот, најзагадочниот дел на локалитетот и можниот клуч за остварување на пророштвото на Езе е само на 2 километра од палатата, на местото каде што се наоѓа една огромна могила, односно тумулус. Тој е долг 110 метри, а висок 12 метри. Според големината, оваа могила е исклучителна. Таква Андроникус дотогаш не видел. Но тој не ни бил во состојба веднаш да предпостави што или кој лежи закопан во неа. Од 1952 година наваму, тој вршеше повеќе ископувања. Во 1962 ја ископал оваа огромна сонда и во неа пронашол искршени делови од надгробни плочи, што датираат од 3 век пред новата ера. Тие биле намерно искршени. Но зошто? Може би како последица на некои постари ограбувачи на гробови.
Во 1976 година тој открива други важни фрагменти во една друга јама. Но овој пат нивната појава можеше да се објасни. Во тоа време историчарите се согласија дека во Вергина се наоѓа првата престолнина на Македонија по име Егеја, за која дотогаш мислеле дека се наоѓа пона север, кај Едеса. Една забелешка на Плутарх на Андроникус му помогна да ги разјасни овие наоди. Плутарх вели дека кралските гробници во Егеја биле уништени во 3 век пред нашата ера. Тоа е вистинско откровение. Сега Андроникус е уверен дека ги ископува гробниците на македонските кралеви. Продолжувајќи ги ископувањата во 1977 година, тој имаше предчувство дека ќе открие нешто навистина значајно. Копајќи во длабочина, земјата почнала да ја менува бојата, што укажува дека еден мал дел од могилата бил покриен со земја. Во неа тој открива блокови на обработен камен. И конечно, по 25 годишно истражување, Ридот ја откри својата прва гробница. Но, кога гробницата ја отвориле, се открило дека богатствата од неа веќе биле ограбени. Сите, освен едно. На овој циден приказ, насликан пред 2000 години, е прикажано грабнувањето на Персефона од Плутон, богот на подземјето. Кочијата незапирливо оди напред, додека тој ја грабнува преплашената божица. Хермес безмилосно ги тера напред 4 бели коњи на кочијата. Плутон ја грабнал Персефона, ќерката на божицата на пченката Деметра, и ја одвел во пределите каде што престојувале душите на починатите. Гледано во контекст на погребување, какво што имаме овде, грабнувањето е символ на преминот од животот во смртта. Сликата ни представува едно општество кое имало тесни врски со грчката религија и богатство да ангажира добар и познат уметник. Уметникот на овој проект, Јоргос Милцокакис, помина една година работејќи во гробницата, обидувајќи се да ја реконструира оваа слика се до завршните финални потези на четката. Тоа што тој го забележал за стилот на уметникот на Андроникос му помогнало да го открие идентитетот на уметникот. Тоа бил легендарниот Никомар. Информациите што ги добиваме од латинскиот автор Плиний ни говорат за стилот на Никомар, за техниката што тој ја користел, за боите и за друго. Исто така тие ни говорат дека сцената на грабувањето на Персефона била составен дел од неговиот репертоар. Од овие податоци, професор Андроникус заклучил дека Никомар е автор на овој зиден приказ. Една гробница декорирана со класична уметност во лкава убавина мора да била наменета единствено за членовите на македонското кралско семејство. Но можно ли е да има и други гробници во оваа могила? Со доаѓањето на зимата во 1977 се повеќе се влошувале и условите за работа. Но Андроникус, чувствувајќи дека се наоѓа блиску до големо откритие, продолжил со работата. Конечно, во сенката на огромниот зид земја што се појавил како резултат на ископувањата е откриена уште една гробница. Скриени зад затворени врати и покриени со метален покрив, наидуваме на скали што водат 10 метри под земја до најголемото откритие на Андроникус. Тони земја беа ископани пред да ни се открие монументалната гробница со фасада висока над 10 метри. Два дорски столба се наоѓаа на двете страни од портата, која изгледаше недопрена и неотворена.
Nad неа се наоѓа слика на која се прикажани млади јавачи и атлетски градени воини како ловат во зимскиот пейзаж. Зад фасадата се наоѓа голем свод, долг околу 10 метри. Конструкцијата на лачниот свод представува чекор напред во архитектонското обликување. Сите богатства што таа ги крие се наоѓале зад овие порти цели 13 века, се до 8 октомври 1977 година, кога Андроникус прв пат влегува во неа.